Почитувани гледачи на КМ телевизија, почитувани љубители на спортот, а посебно на кошарката, добре дојдовте во шестото коло на втората машка македонска кошаркарска лига. Денеска ќе го проследиме надпреварот помеѓу екипите на КК Тетекс од Тетово и КК Црн Дрим од Струга. За домашните во првата постава Костовски, Ценовски, Ристовски, Шуменковски и Теофиловски. За гостите Блажевски, Чамиловски со број 15 е другиот Блажевски, браќата Блажевски, значи, со број 0 е Цановски и со број 28 Узуновски. Суди на овој надпревар се прв судија Џоревски од Скопје, му помагаат Филиповски и Митревски исто така од Скопје. Делегат на надпреварот е Терзовски исто така од Скопје. Ова е дуел на две екипи кои што мака мачат оваа сезона во втората кошаркарска лига. Екипата на Тетекс моментално последна на табелата со само една победа, и исто како и гостите од Струга го дела тоа последно место. Пред домашните е секако императив победа на овој надпревар. Да им посакаме среќа. Прв напад за домашната екипа, чекори на Теофиловски. Ќе биде тоа и прв напад и на гостинската екипа. Да, веднаш на почетокот на надпреварот да кажеме дека овој надпревар со коментар мој на Чеде Јанчевски го следите благодарение на нашите спонзори. Тоа се месарница Мечка, најдоброто месо во градот, и кафе барот Двор 21, место каде што можете да поминете пријатни моменти со вашите пријатели. Во меѓувреме први поени на гостите, чинам дека тоа беше Блажевски, 2:0 за Црн Дрим. Ценовски со топка, Ценовски од табла, неуспешен. Гостите во контранапад, Узуновски комбинира со Цановски. Цановски до Чамиловски, неуспешен, борба во рекетот. Најдобро се снајде тука Ценовски, контранапад на Тетекс. Ја пресече топката тука Блажевски, еден од браќата Блажевски, а Теофиловски со прва лична грешка. 1 минута и 7 секунди измина од првата четвртина, резултатот 0:2. Узуновски, Блажевски, со број 15 другиот од браќата Блажевски. Блок му прави Чамиловски, Блажевски. Убаво затворен беше тука од Шуменковски. Топката удре од надворешниот дел од таблата и затоа екипата на КК Тетекс ќе поведе нов напад. Ценовски со топката. Може да забележиме дека на почеток на надпреварот гостите се во зонска одбрана. Зонската одбрана најдобро се пробива со шут. Да видиме Шуменковски дали ќе го стори тоа. Сепак не. Последен со топката играче Костовски. Ќе биде тоа нов напад за Црн Дрим. Узуновски. Домаќините се во одбрана игра човек на човек. Цановски против Костовски. Цановски. Цановски неуспешно додавање. Само нападот Теофиловски, убава контра на Теофиловски, ја завршува со поени. Први поени на Теофиловски. Лична грешка, чинам беше тоа на Блажевски, затоа дополнително слободно фрлање за Теофиловски. Два плюс 1, екипата на Тетекс го превзема водството. 3:2. Узуновски. Од 7 метри неуспешен обид беше тоа на Блажевски. Повторно Узуновски. На блок му приоѓа Чамиловски. Греши Узуновски, скок на Костовски. Ценовски ја заборави топката, сепак се извлече, ја додава до Ристовски. Тофиловски. Повторно сам Тофиловски, овој пат неуспешен. Контранапад, гостите во транзиција.
се заби тука во Ристовски. Цановски. Фалена контра до капитенот Костовски. Можност да игра 1-1. Костовски. Ја вади топката до Теофиловски. Теофиловски. Пробив на Теофиловски. Убав пробив на Теофиловски. 5:2. Сите поени за екипата на КК Тетекс до овој момент ги постигна Теофиловски. Вади топка до Узуновски. За 3 поени, неуспешен. Текстилците освојуваат уште една топка. Ристовски до Ценовски. Контра напад на екипата на Тетекс. Пресечена со фаул беше тоа на играчот со број 28 Узуновски. Гостинскиот тренер веднаш реагира, повлечени од игра Цановски и Чамиловски. Прв пат во игра играчот со број 24 капитенот Неделковиќ, играчот со број 1 Шабани. Ценовски до Теофиловски. Теофиловски до Ристовски. Ристовски за 3 поени. Овај скок на Шуменковски под гостинскиот обрач. Висок скок на Шуменковски, завршува со поени 7:2. Гостите повторно неуспешни за тројка. Контра напад, убаво додавање Ристовски до Костовски. Судијата не забележа дека имаше очигледна лична грешка. Гостите во напад. Во овие први 4,5 минути гостите имаат упатено можеби и едно 10 шута за 3 поени. Неуспешни во тие обиди. Узуновски. Неуспешен Узуновски, убав скок беше тоа на Шабани и тој не успеа. И повторно текстилците освојуваат топката. Ценовски, Шуменковски, Ценовски до Костовски, уште еднаш Шуменковски. Убава финта на Шуменковски, пробив на Шуменковски, убави поени нови на Шуменковски, четврти негов поен. Убаво и Шуменковски го отвара овој надпревар. Водство на екипата на Тетекс од 9:2. Неделковиќ, капитенот од табла, први негови поени, намалува на 9:4. Ристовски предводи нов напад на екипата на Тетекс. Теофиловски, Ценовски, Костовски. Гостите им понатаму во игра во зона во одбраната. Ристовски за 3 поени Ристовски. Тројка на Никола Ристовски. Први негови поени. Да се надеваме дека ова е само почеток на неговата серија на тројки, што ќе ги постигне на овој надпревар. Возвраќен на спротивната страна Узуновски со прва негова тројка и први негови поени. На 4 минути до крајот на првата четвртина резултатот е 12:7. Комбинираат Ценовски и Шуменковски. Ценовски со обид за 3, неуспешен. Гостите во против напад, Узуновски. Блажевски до другиот Блажевски. Во комбинација браќата беа, освојува сега Блажевски топка до Узуновски. Овој пат неуспешен, Блажевски со скок. Сега Неделковиќ. Повтор пат од табла, излезе топката од обручот, но уште една топка освојуваат гостите. И сега еден од браќата Блажевски постигнува тројка за гостите. Им тргна и нив шутот. По промашени 7-8 тројки поред. Овој пат Узуновски и Блажевски успеа да постигнат по 3 поени и намалуваат на 12:10. Теофиловски до Ристовски. Ристовски за 3. Реков, да се надеваме дека ќе биде ова серија на тројки на Ристовски, втора негова тројка, му посакуваме да продолжи и понатаму во ист ритам. Узуновски до Блажевски. Другиот Блажевски.
Vraća do njegovijot brat. Убав пробив на Блажевски, неуспешен. Шабани некако успеа да дојде до оваа топка. Ербол беше тоа на Узуновски. Не успеа Шабани да стигне до топката. Убаво загради под обрачот Ристовски. Прва измена и кај домашниот тим. Излегува играчот со број 5 Теофиловски. На негово место првпат во игра Славиша Јаневски. 2 минути и 15 секунди до крајот на првата четвртина. Резултатот 15:10. Ристовски во аголот. Ристовски до Костовски, овој повторно до Ристовски. Ристовски овој пат за 2. Успешен. 17:10. Узуновски комбинира со Неделјковиќ. Очигледна лична грешка беше тоа на капитенот Владимир Костовски. Екипата на Тетек се уште не е во бонус, тоа ќе биде топка од страна за Црн Дрим. За 3 поени Блажевски. Неуспешен, убав скок на Ценовски. Славиша Јаневски во нов напад за екипата на Тетекс. Ристовски, повторно за 3. Помалку оптимистички. Ристовски од неизградена позиција. Ова бе очигледно Чекори, така е. Чекори направи Шабани. Топка од страна ќе изведе Михаил Ценовски. Јаневски. На блок му приоѓа Ристовски, освоена топка од гостите, браќата Блажевски комбинираат. Пети поен на играчот со број 15, еден од браќата Блажевски кај гостинската екипа. Јаневски. Фаул е тоа на Неделјковиќ. И гостинската екипа се уште не е во бонус, затоа тоа ќе биде топка од страна за домашниот тим. Ценовски до Ристовски, Шуменковски. Повторно Шуменковски, тој се обидува за 3 поени. Не му оди шутот од далечина. 30 секунди до крајот на првата четвртина. Црн Дрим отструга во последниот напад за нив во оваа четвртина. Комбинираат браќето Блажевски со број 8. Убава финта до Неделјковиќ. Неделјковиќ нагази на аут линијата. 19 секунди до крајот на првата четвртина. Последен напад за екипата на Тетекс. Може да го трошат времето до крајот на оваа четвртина. Гостите и понатаму во зонска одбрана. Јаневски. Сепак ја губи топката, какво додавање беше ова на Јаневски. Го казнува тоа Узуновски. Пети негов поен. Се обиде на крајот Михаил Ценовски да постигне тројка од половина на теренот. Не успеа. Резултатот после првата четвртина кака Тетекс, кака Црн Дрим 17:14. Кај домачините, во првата четвртина најефикасни Ристовски со 8 поени, Теофиловски со 5 поени и Шуменковски со 4 поени, додека кај гостите 5 поени постигна Блажевски и Узуновски, додека Неделјковиќ и другиот Блажевски постигнаа по 2 поени. Да кажеме дека во ова коло, седмо коло во втората машка кошаркарска лига, освен екипите на КК Тетекс и КК Црн Дрим 007, се среќаваат и Хераклеја Соколи, Шкупи Струмица, Вардар Борец Баскет, лидерот на табелата Чаир игра со Водно Санс,
и Охрид го пречекува баскет камп. Може да кажеме дека екипата на Тетекс овој надпревар го игра после серија од 3 порази. Во петото и шестото коло играа на гостински терен, во петото коло загубија во Охрид 86-74, додека во шестото коло загубија во Велес кај Борец 72-62. Уште еднаш да повториме дека благодарение на нашите спонзори Кафе Барот Двор 21 и Месарница Мечка, вие почитувани гледачи го следите преносот од кошаркарскиот надпревар помеѓу екипите на КК Тетекс и КК Црн Дрим, надпревар од седмото коло на втората машка кошаркарска лига. Четврти поен на Блажевски, играчот со број 8. Јаневски до Ристовски. Костовски до Ценовски. Ценовски за 3 поени. Неуспешен Ценовски, но убав скок на Шуменковски до Костовски. Убава рампа сега тука на Блажевски. Оваа контра ја спречи Шуменковски во обид да му ја одземе топката на Неделковиќ. Ќе биде тоа топка од страна за екипата на Црн Дрим. Доколку сакате да го набавите најквалитетното месо во градот, почитувани гледачи, повелете во Месарница Мечка, што се наоѓа близу до градскиот пазар во Тетово, веднаш спроти пензионерскиот дом. А доколку сакате да поминете убави моменти со вашите пријатели на еден кафе муавет, повелете во Кафе Барот Двор 21, на добро позната локација на спортскиот центар во Тетово, веднаш до терените за тенис. Да видиме само дали беше тоа обид за 3 поени на Блажевски или Блажевски беше фаулиран сепак за 2, така покажува првиот судија Ѓоревски. Блажевски е на линијата за слободни фрлања. При резултат 17-16 можност да го израмни резултатот или да поведе за прв пат екипата на Црн Дрим на овој надпревар. Блажевски неуспешен во првото слободно фрлање. Блажевски успешен во второто слободно фрлање, израмнување на резултатот 17-17. Пети поен беше тоа на Блажевски играч со број 8. Прв пат во игра кај домачините и Трпчевски со број 12, Ристовски за 3, неуспешен Ристовски, но убав висок скок офанзивен на Михаил Ценовски. Први поени на Михаил Ценовски и го враќа водството на Тетекс 19-17. Неуспешен беше Узуновски за 3, контранапад на Тетекс, Јаневски до Ристовски. Ристовски бара некој да му пријде на блок. Ценовски вади повторно до Ристовски, фаул беше тоа на Неделковиќ. Измена кај гостите, од игра излегува Неделковиќ, повторно во игра се враќа Цановски. Играчот со број 0 на неговиот дрес. Славиша Јаневски предводи нов напад на екипата на Тетекс. Гостите и втората четвртина играат во зона во одбраната. Трпчевски нагази, добро се виде тоа. Нагази линијата 3 поени, тоа се сепак 2 поени за Трпчевски. Први негови поени. Узуновски, убав пробив на Узуновски. Седми негов поен, најефикасен кај гостинската екипа. Намалува на 21-19.
Убав пробив на Славиша Јаневски, сепак ова убава акција не ја завршува со поени, штета. Каква акција убава на гостите, не завршуваше тука Цановски, додаде до Узуновски, ако имаше чиста позиција. Сепак на крајот за гостите испадна добро, затоа што топката дојде до Блажевски, тој постигна 3 поени и екипата на Црн Дрим за прв пат на овој надпревар во водство 22-21. Тоа е 8 поен на Блажевски, играчот со број 8. На 7 минути до крајот на втората четвртина, тајм-аут побара домашниот тренер Димче Вучевски. А ние уште еднаш да подсетиме на нашите спонзори. Тоа е Кафе Барот Двор 21, кое што нуди најдобра забава за младите во текот на викендот, секогаш со музика во живо, со добра забава. Искористете ја можноста секоја петок, сабота, па и недела да го посетите Кафе Барот 21, а доколку сакате да уживате во пријатна атмосфера, во најдобра услуга во нашиот град, во Кафе Барот 21, во текот на неделата седнете таму со вашите пријатели и поминете убави моменти. Секако, и најдоброто месо во нашиот град може да го набавите каде на друго место ако не во Месарница Мечка. Најдобра услуга и најквалитетно месо се наоѓа веднаш до градскиот пазар во Тетово, оспротива на пензионерскиот дом. Јаневски влезе во линијата на движење на Блажевски. Ќе биде тоа можност за Блажевски да го зголеми водството на екипата на Црн Дрим. Успешен Блажевски во првото слободно фрлање. Неуспешен во второто слободно фрлање, Шабани се бори за оваа топка, но сепак на крајот завршува во рацете на Јаневски. Гостите и понатаму во зонска одбрана. Костовски до Ценовски, Ценовски вади до Ристовски. На моменти како да немаат решенија за ова одбрана домачините, Ристовски најдобриот напад против зонска одбрана е добриот шут. Тоа го направи Ристовски, постигна нова тројка. Најефикасен кај домачините, 11-ти негов поен. Блажевски во соло акција сепак вади до Цановски. Флоутер на Цановски неуспешен. Ја вади топката Неделјковиќ до едниот од браќата Блажевски. Обава рампа таму на Михаил Ценовски, го начека на вториот обрач. Блажевски. Јаневски до Ценовски. Пробив на Ценовски до Костовски. Костовски за 2, неуспешен. Гостите ја усилуваат оваа топка. Контранапад. Топката е кај Цановски, Блажевски, Неделјковиќ за 3 поени, оставен беше сам. Неуспешен. Шабани со скок. И Шабани не успеа, уште еден обид на Шабани, повторно неуспешен. Борбени гостите, трет офанзивен скок на гостите. Сега Блажевски за 3 поени и 4 напади поред беа ова на гостинската екипа. На крај завршува со 3 поени на едниот од браќата Блажевски, играчот со број 15, 8 негов поен. И повторно Црн Дрим во водство, овој пат 24 спрема 26. Убав напад на Јаневски. Први поени на Славиша Јаневски, израмнува на 26-26. Неделјковиќ. Во пробит капитенот, оставен сам. Ништо не играат домашните кошаркари во одбрана.
Четврти поен Неделјковиќ. Многу често ја гледаме оваа слика да гостинските кошаркари сами не пречени од никого упатуваат удари кон домашниот кош. Мислам дека гостинскиот тренер побара минута одмор. На точно 4 минути и 3 секунди до крајот на втората четвртина при резултат 26:28. Добро че им дојде оваа минута одмор и на домаќините, малку да се консолидираат. Да искористиме ова време да кажеме како е ситуацијата на табелата во втората лига. После 6 кола на врвот на табелата, единствена екипа со максимален учинок е екипата на Чаир 2030. 6 одиграни надпревари, 6 победи. Екипата на Соколи 1933 има 5 победи и 1 пораз на второто место. Третото место го делат екипите на Вардар и Водно Санс со скор 4-2. Баскет кам Струмица, Шкупи и Охрид имаат скор 3-3. На девето место екипата на Борец Баскет од Велес со 2 победи и 4 порази. На 10, 11 и 12 место со 1 победа и 5 порази се екипите на Црндрим, Хераклеја и Тетекс. Нашата екипа која што на почеток на оваа сезона малку поради лошиот распоред, малку поради некомплетноста во поголем дел на надпреварите, секој надпревар фалеше по некој играч, така нанижаа 3 порази поред и се на дното на табелата. Овој надпревар е, иако е почеток на сезоната, би рекол овој надпревар е многу важен за екипата на КК Тетекс, да го добие малку да се одлепи од дното на табелата во таа борба за опстанок што ја очекува екипата на КК Тетекс оваа година, да бидеме реални. Неуспешен беше нападот на домашниот тим, гостите повторно во напад, Блажевски. Додавање беше тоа до Чамиловски, неуспешно. 3,5 минути до крајот на првата четвртина, нов напад на екипата на Тетекс. Јаневски. До Ристовски, Ценовски за 3 поени, Ценовски, неуспешен. Ја освојува оваа топка Михаил Ценовски. Јаневски вади до Ценовски, овој до Костовски. Убава асистенција на Михаил Ценовски до Владимир Костовски. Први поени на капитенот. Израмнува на 28-28. Последен со топката играше Јаневски. Ова беше на граница на лична грешка или аут. Сепак судиите пресудија дека тоа ќе биде нов напад за екипата на Црндрим од Струга. Блажевски изведува подобрачот. За 3 поени, неуспешен беше тоа Чамиловски. Узуновски. За 3 поени сега Узуновски, неуспешен, се виде. По траекторијата како одеше оваа топка, добро се виде дека тоа ќе биде непрецизен удар на Узуновски. Лична грешка на еден од браќата Блажевски кои играат на врвот на рекетот во оваа зона 2-3 на гостите. Гостинските играчи се уште не се во бонус, за разлика од домаќините, затоа топка од страна за КК Тетекс. Теофиловски од аголот за 3 поени неуспешен. Чамиловски до Узуновски. Со скок во напад, играчот со број 8. Блажевски
11 негов поен. Дваесет и осум спрема 30. По подолго време една од екипите постигна поени. Следиме неефикасен надпревар. Како да сакаше ме потврди Ценовски, но скок во напад на капитенот Костовски, четврти негов поен, израмнува на 30 спрема 30. Комбинираат Блажевски и Узуновски. Блажевски фаулиран зад линијата за 3 поени при обид за тројка. Ќе бидат тоа 3 слободни фрлања на 1 брачата Блажевски. Да кажеме дека во екипата на Црн Дрим во составот од 10 кошаркари на овој надпревар ги имаме брачата Блажевски со број 8 и број 15 и ги имаме брачата Чамиловски со број 9 и со број 14. Блажевски успешен во првото, во второто слободно фрлање, успешен само во првото слободно фрлање, го промашува третото. За малку неговиот брат не освои уште една топка за екипата на Црн Дрим. Резултатот 30 спрема 31. Костовски до Ценовски, Ристовски за 3. Убава. Палеше уште една ваква тројка на Ристовски. 14 негов поен. Убаво се намести сега Ристовски. Изнуди фаул во напад. Екипата на Тетекс на 1 минута и 7 секунди тргнува во нов напад до крајот на втората четвртина при резултат 33-31. Костовски до Теофиловски, Теофиловски до Ристовски, Ристовски за уште една тројка. Тројка како капка на Никола Ристовски. 17 негов поен. Екипата на Тетекс победува со 36 спрема 31. Мислам дека гостинскиот тренер реагира на ово однесување на Никола Ристовски при постигнување на последната тројка. Како да сакаше да им каже кој е газда во салата на Средното економско училиште 8 септември во Тетово. Тајмаут за Црн Дрим од Струга. Можност уште еднаш да кажеме дека спонзори на овој пренос се Кафе барот Двор 21, каде што со вашите пријатели во најубав амбиент во нашиот град може да го поминете вашето време, да испиете едно кафе, да каснете нешто, а на младите им нуди најдобра забава во текот на викендот. Додека пак се одлучите да готвите нешто дома, најдоброто месо може да го набавите во месарница Мечка, најквалитетна и најбрза услуга во градот. Локација веднаш спроти градскиот пазар, од спротива на пензионерскиот дом. Месарница Мечка. Цановски предводи нов напад на Црн Дрим, додава до Блажевски. Блажевски во обид за 2 не успеа. Борбен Блажевски, очигледен беше тоа фаул, мислам на играчот со број 4, Костовски. Така е, 4. Неспортска лична грешка покажа еден од судијат. Мислам дека во право е судијата. Со двете раце капитенов Костовски го фати за рамења Блажевски. Ќе биде тоа 2 слободни фрлања за Блажевски и топка од страна за екипата на Црн Дрим.
Блажевски успешен во двете слободни фрлања, 10 негов поен, заедно со неговиот брат најрасположени во екипата на Црн Дрим. Цановски до другиот Блажевски. 12 поен на Блажевски. Многу брзо го стопија ова предност од 5 поени на Тетекс, само 1 поен, 36-35 на 20 секунди до крајот на полувремето. Ценовски го игра 1 на 1 со Узуновски, додава до Костовски. Костовски сам не успеа да видиме што покаже. Лична грешка, сега помалку сомнителна одлука на првиот судија Ѓорески. Беше тоа борба за топка, тој ја окарактеризира како прекршок на Костовски. Костовски зачуден од ова одлука на судијата Ѓорески. Но што е, тука е на 6 секунди до крајот на првото полувреме, екипата на Црн Дрим има повторно можност да ја донесе својата екипа во водство. Узуновски е на линијата за слободни фрлања. Неуспешен Узуновски во првото слободно фрлање. Узуновски успешен во второто слободно фрлање. 8 негов поен. Ристовски и Цановски во дуел беа подобрачот на екипата на Тетекс. Тоа ќе биде консултација на судиската тројка, да видиме дали нешто ќе досудат при ова оттурнување на Цановски кон Ристовски. Се уште траат консултациите на судиската тројка. На 6 секунди до крајот на првото полувреме. Да видиме која ќе биде нивната одлука. На крајот судиската тројка досуди дека ќе има по една техничка лична грешка за играчот со број 0 Цановски кај гостите и со играчот со број и на играчот со број 9 кај домачините Никола Ристовски. Тие технички грешки се поништуваат автоматски и така последниот напад, последните 6 секунди во ова прво полувреме ќе бидат за екипата на Тетекс. Од каде сакаше сега Ценовски да постигне поени, беше неуспешен. 2 секунди. Цановски ќе се обиде од својата половина неуспешно, така што првото полувреме завршува нерешено. Резултатот е 36-36, додека во втората четвртина резултатот 19-22 за гостинската екипа. По пауза од 15 на минути повторно ќе бидеме во слика во салата во Средното економско училиште во Тетово. До тогаш, пријатно. Почитувани гледачи на КМ телевизија, повторно сме со слика во салата на Општинското средно економско училиште 8 септември во Тетово.
го очекуваме почетокот на второто полувреме од кошаркарскиот надпревар од седмото коло на втората машка кошаркарска лига помеѓу екипите на КК Тетекс од Тетово и КК Црн Дрим од Струга. Резултатот после првите 20 минути 36:36. Ристовски беше тоа во прв обид, неуспешен за домачините, гостите во прв напад. Да кажеме дека спонзори на овој надпревар, на овој пренос се Месарница Мечка и кафе барот Двор 21. Играше со нога Цановски таму, ќе биде тоа нов напад на екипата на Тетекс. Го предводи капитенот Костовски во дуел со еден од браќата Блажевски. Околу браќата Блажевски на првата пауза ќе ви кажеме малку подетално. Она што го разбрав на полувремето. Узуновски комбинираат Пауло и Карло Блажевски. Пауло Блажевски во дуел со Теофиловски. Карло Блажевски за 3 поени неуспешен. Нагази на линијата таму Цановски во одбит да ја собере оваа топка. Неуспешно. Ристовски уфрла под обрачот. Теофиловски до Ристовски. Ристовски во дуел беше со Цановски, трае тој дуел од првото полувреме. Капитенот Костовски отвара го отвара второто полувреме после минута и 40 секунди, први поени во второто полувреме на капитенот Костовски, шести негов поен. Неуспешен беше Цановски, Ристовски скокна, убава асистенција на Ристовски до Јаневски, овој позади грб до Ценовски. Михаил Ценовски. Четврти негов поен. 40:36. Ја нагаси линијата таму Пауло Блажевски. Ќе биде тоа топка од страна за екипата на Тетекс. 2 минути и 10 секунди, гостите во третата четвртина се уште немаат постигнато поени. Јаневски во дуел со Узуновски, додава до Теофиловски. Теофиловски во пробив, вади кон Јаневски, Јаневски за 3 поени. Убав шут на Јаневски, висока парабола на Јаневски. Јаневски освојува топка, додава до Ценовски, сепак тоа го сече Карло Блажевски. Не успеа да сочува оваа топка, ја фрли во аут. А ние да забележиме пети поен на Славиша Јаневски. Ценовски вади до Јаневски, Јаневски до Костовски. Шут за 3 поени на Костовски, отиде преку таблата овој шут. Пауло Блажевски обид за 2, ми се чини дека тоа беше неуспешен. Што досуди сега судијата Џорески во таа борба под обрачот на екипата на КК Тетекс, чинам дека виде фаул на Теофиловски. Цановски ќе уфрли топката во игра од под обрачот.
Uzunovski во дуел со Костовски. Uzunovski. Убаво го извлече овој шут. Uzunovski. 10 негов поен. Заедно со браќата Блажевски. Само тие тројца кошаркари се двоцифрени кај домачините. Во меѓувреме Костовски со 2 поени, при тоа и фаулиран, ќе биде тоа 2+1 се надеваме. Сепак останува Костовски на 8 поени. Uzunovski до Цановски. Уште еден фаул на Терзиевски. Екипата на Тетек се уште не е во бонус, тоа ќе биде топка од страна. Се спрема измена кај домачините, најверојатно Теофиловски ќе го напушти играта. Чинам дека е во проблем со лични грешки. На негово место повторно во игра Шуменковски. Uzunovski уфарла до Карло Блажевски. Овој до Пауло Блажевски, убаво комбинираа браќата Блажевски. На крајот Шабани со први негови поени намалува на 45 спрема 40. Да видиме што до судија, лична грешка, тоа ќе биде топка од страна за екипата на Тетекс. Костовски ќе уфарли под обрачот. Јаневски. Вади до Ристовски, Ристовски за 3 поени. При обитот за тројка фаулиран беше Ристовски од Цановски. Ќе бидат тоа 3 слободни фрлања за Никола Ристовски. Цановски излегува од игра, на негово место се враќа капитенот Неделковиќ. Измена и кај домачините, Славиша Јаневски го напушта теренот, на негово место играчот со број 13 Рафајловски. Додека Ристовски ги изведува овие три слободни фрлања, на полувремето се заинтересира за играчите со број 8 и 15 кај гостинскиот тим, тоа се Пауло и Карло Блажевски. Дознав дека тоа се синови на прославениот македонски кошаркар Перо Блажевски, кој своевремено настапуваше и во екипата на Работнички, и во екипата на МЗТ Скопје. Неговите синови ги следат неговите стапки. Се надеваме дека ќе имаат кариера или иста или приближна, па можеби подобра од нивниот татко. Во меѓувреме Ристовски беше успешен само во едно слободно фрлање, а на спротивната страна Пауло Блажевски со 3 поени, 14 негов поен. Комбинираат Ценовски и Костовски. Искусно капитенот Костовски, 10 негов поен, 48-43 во овој момент. Шабани до Узуновски. Пауло Блажевски во дуел со Шименковски. Блажевски убаво се сврте, не успеа. Ценовски освои оваа топка, додава до Ристовски. Ристовски комбинира со Шименковски. Употреби Ристовски повеќе сила него што требаше. Тоа е санкционирано со фаул во напад на 4 минути и 30 секунди до крајот на третата четвртина. Гостите во обид за ново намалување на резултатот. Во моментот 48-43. Убава асистенција на
Карло Блажевски до Узуновски. 12 поен на Узуновски. Ова беше неправилно водење на Ценовски. Нервозна негова реакција. Судиите за среќа не го забележаа тоа. Михаил Ценовски тргна во напад, беше фаулиран во обидот за постигнување на поени и ќе бидат тоа 2 слободни фрлања за Ценовски. Ценовски успешен во првото слободно фрлање. Ценовски успешен и во второто слободно фрлање, 6-ти негов поен. Неделјковиќ вади до Пауло Блажевски, убав флоутер на Пауло Блажевски. 16-ти негов поен. Резултатот 50-47. Ристовски. На блок му дојде Рафајловски, овој вади до Ценовски. Убава тројка како капка на Михаил Ценовски, 9-ти негов поен, зголемува на 53-47. Очигледна лична грешка, мислам дека тоа беше на Рафајловски. Да видиме што ќе покаже судијата Ѓоревски. Суди на овој надпревар се Ѓоревски, Филиповски и Митревски од Скопје, како и делегатот кој што исто така ни доаѓа од Скопје, тоа е Димче Терзовски, поранешен судија. Узуновски на линијата за слободни фрлања, успешен во првото. Узуновски успешен и во второто слободно фрлање. Тайм-аут на домашниот тренер Димче Вучевски при резултат 53-49. Никако домачините да се одлепат со некоја посериозна разлика. На 3 минути 27 секунди до крајот на третата четвртина. А ние, почитувани гледачи, уште еднаш да повториме дека спонзори на овој пренос се кафе барот Двор 21, најдоброто, најубавото место каде што можете вие заедно со вашите пријатели да си поминете убави моменти во текот на целата недела, во пријатна атмосфера и најдобра услуга. Можете да си спиете некој кафе, сокче или пак да си каснете нешто од кујната на Двор 21. А најквалитетното и најсвежото месо во градот може да го набавите каде на друго место, ако не во Месарница Мечка. Месарница Мечка која се наоѓа веднаш до градскиот пазар во Тетово, наспроти пензионерскиот дом. Најбрза и најквалитетна услуга. Месарница Мечка. Во очекување сме да продолжи овој надпревар. Да кажеме дека кај гостите најдобри стрелци се Пауло Блажевски со 16 поени, Карло Блажевски со 13 поени, Узуновски со 14 поени, додека кај домачините Ристовски 18 поени, Костовски 10, а Ценовски 9 поени. Фаулиран беше капитенот Костовски во обид за постигнување на поени. Како и да, и двете екипи се во бонус, па секој прекршок во оваа четвртина ќе биде санкциониран со 2 слободни фрлања. Узуновски бара објаснување од едниот од судиите зошто беше досуден овој фаул. Консултација на записничката маса со едниот судија,
кој играч го направил овој фаул, покажува дека беше тоа играчот со број 8. Тоа е Паоло Блажевски. Тренерот на гостинската екипа Челешовски бара објаснување зошто беше овој фаул досуден над Паоло Блажевски, вели кога тој не беше ниту во близина на Владимир Костовски. Костовски неуспешен во првото слободно фрлање. Костовски успешен во второто слободно фрлање. Зголемува на 54-49. Карло Блажевски до Неделјковиќ. Овој повторно до Карло Блажевски. До неговиот брат Паоло Блажевски. Паоло неуспешен за 3 поени. Убав скок на Костовски. Нов напад за екипата на Тетекс. Костовски поминува сам. Сепак не успеа ова убава акција да ја претвори во поени. Шабани со скок додава до Неделјковиќ. Неделјковиќ сам. Неуспешен и Неделјковиќ. Контра напад на Тетекс. Овој пат фаул направи Карло Блажевски. Ќе видат тоа нови 2 слободни фрлања за домашниот тим. Овој пат на линијата за слободни фрлања ќе се најде Шуменковски. И ние слушнавме дека гостинскиот тренер побара тајм-аут. Ќе биде тоа минута одмор, можност да ги смири своите кошаркари. На 2 минути 29 секунди до крајот на третата четвртина при резултат 54-49. Гостинскиот тренер ево расправија и со записничката клупа, не знам што му се криви сега од записничката клупа. Интересна беше реакцијата и на делегатот кој само ги рашири рацете. Исклучително важен натпревар за двете екипи, кои се со скоро 1 победа и 5 порази. И двете екипи оваа година мора да кажеме дека грчевито ќе се борат за обстанок. Да се надеваме дека нашата екипа, екипата на КК Тетекс, денеска ќе оствари победа и со таа победа ќе влезе во една серија на подобри резултати, со кој што ќе се одвои од дното на табелата. Почитувани гледачи на КМ телевизија, вие го следите преносот од натпреварот помеѓу екипите на КК Тетекс и КК Црн Дрим. Благодарение и на нашите верни спонзори, тоа се Месарница Мечка и Кафе Барот Двор 21. Шуменковски успешен во првото слободно фрлање. Шуменковски неуспешен во второто слободно фрлање. 5 негови поени до сега. Карло Блажевски вади до Паоло Блажевски. Убаво поминува тука Паоло Блажевски. Од втора Паоло Блажевски се снајде најдобро под гостинскиот обрач. 18 поен на Паоло Блажевски. Намалува на 55-51. Ценовски до Шуменковски, овој до Ристовски. Ценовски. Неуспешен обид на Ценовски. Истекуваше овој напад, ма мораше да упати било каков удар кон противничкиот кош. Карло Блажевски комбинира со Шабани, уште еднаш Карло Блажевски.
neuspešen. Ristovski ubavo zagradi pod košom. Ristovski. Ova solo akcija na Nikola Ristovski. 20. njegov poen. Na brzina Karlo Blaževski sakaše da vozvrati, ne uspeja. Ristovski. Веднаш крева рака Цановски дека го фаулирал. Домашната, како и гостинската екипа е во бонус, затоа Ристовски е на линијата за слободни фрлања. Половични домашните кошаркари од линијата за слободни фрлања. Најчесто ги шутираат тие слободни фрлања со 50% ефект. Така беше и во моментов. Само еднаш успешен Ристовски од линијата за слободни фрлања. 21. негов поен. За малку не пресече тука Ценовски. Убава рампа на Рафајловски. Освојува топка Шуменковски до Ценовски. Зошто не поентираше Михаил Ценовски тука? Беше сам под противничкиот обрач. Ја вади топката до Ристовски. Ристовски до Костовски. Костовски за 2. Неуспешен Костовски. Скок на Шабани. Узуновски додава до Цановски. Повторно Узуновски. До Карло Блажевски. Оваа рампа сега на Михаил Ценовски. Го спушти Карло Блажевски. Сепак екипата на Црн Дрим останува во напад. 12 секунди до крајот на нападот на Црн Дрим. Карло Блажевски против Шуменковски. Карло Блажевски го оставија сам. Убав пробив на Карло Блажевски. 15 негов поен. Уште 5 секунди до крајот на третата четвртина. Ценовски од огромна далечина неуспешен. Неуспешен и Шуменковски. И ова е крај на третиот период. Третата четвртина која што завршува со резултат 22 спрема 17 за екипата на Тетекс. Или вкупно после 3 четвртини екипата на Тетекс води со 58-53. Да се надеваме ние дека домашните кошаркари ќе ја задржат, па и ќе ја зголемат оваа предност до крајот на надпреварот и ќе ја издвојат толку посакуваната втора победа во ова првенство. А ние да искористиме оваа пауза да кажеме дека спонзори на овој пренос се нашите пријатели Кафе барот Двор 21, кој што нуди најдобра забава за младите во нашиот град во текот на викендот. Во петок и сабота редовно имаме жива музика, а во текот на неделата сите вие кои што сакате да си поминете убаво со вашите пријатели, повелете во Кафе барот Двор 21 и да си пивнете и да си каснете нешто од нивното мени. Се наоѓа во спортскиот центар на Тетово, веднаш до терените за тенис. Исто така, доколку сакате да го набавите најквалитетното месо во нашиот град, најдобра, најбрза услуга имате во Месарница Мечка. Месарница Мечка нуди најдобар квалитет, а се наоѓа веднаш до градскиот пазар во Тетово, наспроти пензионерскиот дом. Очекуваме почеток на последната четвртина од надпреварот помеѓу екипите на КК Тетекс и КК Црн Дрим од Струга. После 3 четвртини резултатот 58-53. Комбинираат браќата Блажевски, Паоло и Карло. Уште еднаш, каков обид беше ова на Паоло Блажевски. Недоразбирање помеѓу Рафајловски и Шуменковски. Ќе
Će vidjeti novi 14 sekundi za gostite. Paolo Blaževski vo duel su Šumenkovski. Vadi do Šabani. Ovoj do Karlo Blaževski. Šabani. Uvava kombinacija napravija tuka. Neuspješen Šabani. Kostovski za malku neja osvoji ova topka. Domaćinite nema posjetna topkata, zato ostanuvat samo 9 sekundi do kraja na ovoj napad na gostite. Ova beja Čekori ne zabeleža sudijite. Neuspješen kapiten od kaj gostite Nedeljković. Ristovski predvodi nov napad na Tekstilcit. Gostite povtorno vo zona. Samo vo treta četvrtina vo jedan period igra čovek gostinskite košarkari. Сега povtorno vo zona. Uzunovski za 3 poeni. Neuspješen, visok skok na Cenovski, dodava do Ristovski. Ristovski zapira s ovoj napad, dodava do Šumenkovski. Šumenkovski do Rafajlovski. Ova već očigleden faul. Nego video to sudijite. Sve slušna i do publikata. Nasprotivната strana. Vo probив беше Карло Блажевски, беше фаулиран во обидот за постигнување на поени. Карло Блажевски е на линијата за слободни фрлања. 1 минута и 30 секунди. Немаме поени во последната четвртина. Ова е прва можност. Неуспешен Карло Блажевски. Неуспешен и во второто слободно фрлање. Од Узуновски топката завршува во аут. Екипата на Тетиш ќе има можност да ги постигне првите поени во последната четвртина. Шуменковски. Убав пробив на Шуменковски. Седми негов поен. 60-53. Узуновски. Узуновски враќа на спротивната страна. 16 негов поен. И понатаму екипата на Црн Дрим добро се држи на овој натпревар. Постојано е во резултатски приклучок. Домаќините никако да се одлепат повеќе од 5-6 поени. Измена имаме кај домаќините. Излегува Костовски, на негово место Јаневски. Јаневски до Шуменковски. Шуменковски сам. Овој пат фаулиран од Шабани. Ќе видат тоа 2 слободни фрлања за Шуменковски. Неуспешен Шуменковски во првото слободно фрлање, како по традиција на овој натпревар. И така. И тој со 50% учинок од линијата за слободни фрлања. Осми негов поен зголемува на 61-55. Узуновски до Карло Блажевски. Узуновски. Пауло Блажевски. Нога беше досуден на еден од домашните кошаркари, ако добро забележав. Уфарла Узуновски. Шабани ја уручува оваа топка до Паулово и до Карло Блажевски. Узуновски. Ван баланс Узуновски. Неуспешен во овој обид. Ристовски со скок додава до Славиша Јаневски. Ценовски до Рафајловски.
Избива Шабани. Уште 11 секунди до крајот на овој напад. Рафаиловски уфарла топката до Михаил Ценовски. Ценовски до Шуменковски, овој до Ристовски. Неуспешен Ристовски. За 3 поени. Контранапад. Фаулиран Карло Блажевски. Чинам дека тоа беше од Михаил Ценовски. Така е, играч со број 7, Ценовски. Кошот важи. 17 поен на Карло Блажевски. Можност за уште повеќе да го намали резултатот. Еден од синовите на прославениот македонски кошаркар Перо Блажевски. Осумнаести поен на Карло Блажевски. Избрзан шут тука беше тоа на Михаил Ценовски. Немаше изградена позиција. Сега Пауло Блажевски неуспешен, скок беше тоа на Шабани, ја губи оваа топка. Шуменковски додава до Ценовски. Ценовски вади до Шуменковски. Повторно Ценовски, Славиша Јаневски до Ристовски. Ристовски неуспешно до Шуменковски, ја освојува топката Ристовски. Да видиме сега на кого ќе биде покажена оваа лична грешка. На играчот со број 1 Шабани. Ристовски на линијата за слободни фрлања. По кој знае кој пат ќе кажем на овој натпревар, традиционално првото слободно фрлање го промашуваат домашните кошаркари, а успешни во второто слободно фрлање. Еве се вклучи публиката на овој натпревар, им дава мотив на домашните кошаркари да издржат уште 6 минути. Резултатот е 62-58. Карло до Пауло Блажевски, овој до Неделковиќ. Неделковиќ неуспешен. Топка ќе биде тоа за екипата на КК Тетекс. Измена кај гостите. Со број 14 се враќа во играч Чамиловски. Играше тој неколку минути во првото полувреме, а излегува Неделковиќ. Јаневски. Гостите повторно во зона. Шуменковски во обид за 3 поени, неуспешен. Пауло Блажевски. Додавање до Шабани. Шабани ја губи оваа топка, сакаше да асистира. Јаневски. Ристовски. Ристовски до Јаневски. Јаневски. Лошо додавање за Јаневски, немаше таму никого. Мислам дека очекуваше Ценовски да влезе под противничкиот кош. На точно 5 минути до крајот на надпреварот, резултатот веќе подолго време е 62-58. Така и останува по овој обид на Блажевски. Јаневски. До Ценовски. Повторно Јаневски. Ристовски. Рафаиловски му прави блок. Ристовски во пробив. Искусно Никола Ристовски од табла. 24-ти негов поен. Зголемува на 64-58. Узуновски. Во дуел со Рафаиловски. Узуновски за 3. Неуспешен. Комбинира браќата Блажевски.
тројка на Паоло Блажевски, 21 негов поен, намалува на 64-61. Шуменковски, убав пробив на Шуменковски, 10 поен на Шуменковски. Паоло, Карло Блажевски, сега Узуновски, Узуновски сам, фаулиран од Рафајловски. Узуновски се запиша нови поени, тоа е 18 негов поен, ќе има можност дополнително да го намали ова мало водство на екипата на Тетекс. 66-63 на 3 минути и 39 секунди до крајот на надпреварот. Може би вродија и со плот овие isvirgувања за време на шутот на Узуновски од страна на домашната публика. Ристовски во напад, повторно табла, овој пат неуспешен Никола Ристовски. Искусно Јаневски ја краде оваа топка до Теофиловски. Поени на Теофиловски. Може би публиката треба да се вклучи, да им даде дополнителен мотив на домашните кошаркари, да имаме една помирна завршница. 68-63 во моментот, на точно 3 минути до крајот на надпреварот. Уште една измена, се враќа Цановски во игра, излегува Чамиловски. Карло Блажевски до Цановски, овој до Шабани. Шабани убаво си создаде позиција под кошот. Шабани, фаулиран од Јаневски, намалува на 68-65. Четврти поен на Шабани. Успешен и во дополнителното слободно фрлање Шабани. Почитувани гледачи на КМ телевизија, очигледно дека во последните 2 минути и 40 секунди ќе следиме интересна завршница на надпреварот помеѓу екипите на Тетекс и КК Црн Дрим. Во моментот 68-66. Неуспешен Ценовски им дава можност на гостите да го изравнат, па можеби да поведат на овој надпревар. Узуновски до Паоло Блажевски, овој до Шабани. Шабани сега мотивиран од Теофиловски. Топката во аут, само 5 секунди до крајот на нападот. На овој напад на екипата на КК Црн Дрим. Добро ќе биде сега да се одбрани, но во меѓувреме гостинскиот тренер Челешовски бара тајм-аут да ги посоветува кошаркарите како да изиграат во овие 5 секунди крајот на овој напад. А ние да кажеме дека спонзори на овој пренос се нашите пријатели Месарница Мечка, каде што може да го набавите најквалитетното месо во нашиот град, најубаво, најсвежо месо и најквалитетна услуга. Месарница Мечка, локација веднаш спроти градскиот пазар во Тетово, каршија пензионерскиот дом. Исто така, спонзор на овој пренос е кафе барот Двор 21, кој што на младите им нуди најдобра забава во текот на викендот, додека сите ви останати кои што сакате да си поминате убаво време
текот на цела недела. Можете таму со вашите пријатели да си испиете едно кафе, да си каснете нешто одменито на кафе барот Двор 21. Се наоѓа веднаш до терените, тениските терени на спортскиот центар во Тетово. Во меѓувреме Пауло Блажевски се обиде од 9 метри да постигне поени. Неуспешно. А Теофиловски во обид за кош, фаулиран од Цановски, ќе биде тоа 2 слободни фрлања за Теофиловски. Се надевам дека овој пат ќе биде успешен во 2 слободни фрлања. Успешен Теофиловски во првото слободно фрлање. Успешен Теофиловски во второто слободно фрлање, по подолго време 2 погодени слободни фрлања за еден кошаркар на екипата на Тетекс. Зголемува 70-66, 2 минути до крајот на надпреварот. Неуспешен Узуновски. Ристовски. До Јаневски. Ристовски. До Ценовски. Ценовски за 3. Не успеа Ценовски. Топка прифати Карло Блажевски. Ова беше неправилно водена топка на Карло Блажевски. Добро е, греши. Тајм-аут имаме за домашниот тренер Димче Вучевски. На 1 минута и 16 секунди до крајот на надпреварот, резултатот 70-66. Сака да ги дадем домашниот тренер последните совети на кошаркарите на КК Тетекс. Како да го одиграат следниот напад, да заврши тој со поени и да имаме една мирна завршница на надпреварот. Кафе бар Двор 21 и Месарница Мечка, спонзори на овој пренос. На надпреварот помеѓу екипите на КК Тетекс и КК Црн Дрим, надпревар од 7-то коло на втората машка кошаркарска лига. Заврши тајм-аутот. Да видиме што се договорија кошаркарите на КК Тетекс. Како да го одиграат овој напад. Продолжува надпреварот. Ценовски додава до Јаневски. Јаневски во дуел со Узуновски. Јаневски додава до Ристовски. Ристовски за 2. Неуспешен Ристовски, но Шуменковски освојува топка. Нови 14 секунди. Во право е судијата Митрески, тоа ќе биде напад за екипата на Црн Дрим. Последен со топката играш Ристовски, од неговата нога топката заврши во аут. 49 секунди до крајот на надпреварот, само 4 поени разлика за екипата на КК Тетекс. Потребна е сега една добра одбрана. Освојува топка тука Теофиловски, убаво му е одзедена Карло Блажевски. Теофиловски додава до Шуменковски. Шуменковски не успева да постигне поен. Сепак ја освојува оваа топка, додава до Ристовски. Ристовски фаулиран од Цановски.
Ovoj duel pomеđu Ristovski i Canovski traje skoro cel nadprevар. Домашниот кошаркар со 24 поени, сигурно поуспешен од Цановски, кој што на овој надпревар не се запиша во листата на стрелците. Тоа беше четврта лична грешка на гостинските кошаркари и во овој момент тие влегоја во бонус. На 24 секунди до крајот на надпреварот, тајм-аут побара гостинскиот тренер. Сигурно сега ќе ги советува кошаркарите на Црн Дрим да прават брз фаул, па потоа со брзи 2 или 3 поени да се обидат да го намалат резултатот. А ние уште еднаш да подсетиме дека спонзори на овој надпревар се Кафе барот Двор 21 и месарница Мечка. Очекуваме продолжување на надпреварот. Со нога. Убава одбрана беше тоа на гостинската екипа. Очигледно дека тајм-аутот вложил со плод и одигра агресивна одбрана. Ја освои оваа топка, имаат можност да го намалат резултатот. 17 секунди до крајот на надпреварот. 4 поени разлика за екипата на Тетекс. Карло Блажевски постигнува поени. 20 негов поен. Фаулиран беше Ристовски. На 9 секунди до крајот на надпреварот фаул направи Узуновски. Да видиме што ќе покажат. Неспортска лична грешка покажуваат судиите. Тоа ќе видат две слободни фрлања за екипата на КК Тетекс, а и топка од страна за домашниот тим. Го гледаме Узуновски како кај судиската тројка се обидува да најде одговор за оваа одлука на судиите. Ристовски има можност да го зголеми водството. Од 2 поени не успеа во првиот обид. Останува 70 спрема 68. Ристовски успешен во второто слободно фрлање. 25 негов поен. 71-68, 9 секунди до крај на надпреварот. Јаневски додава до Ристовски. Ристовски на 1 секунда до крајот на надпреварот. Ристовски фаулира. Успешен Ристовски во првото слободно фрлање.
Успешен Ристовски во второто слободно фрлање за конечни 73-68. Победа на екипата на КК Тетекс. Очекувана победа на екипата на КК Тетекс, но тешко издвојувана победа на домашните кошаркари. Може би малку ги подценија гостите на овој надпревар, но сепак на крајот успеа да слават. Со резултат 73-68. Кај домачините најуспешен беше Никола Ристовски со 25 поени, Костовски постигна 11, Шуменковски 10, Теофиловски 9, Ценовски 9 поени, Славиша Јаневски 5, а Трпчевски 2 поени. Кај гостите најефикасни брачата Паоло и Карло Блажевски. Паоло со 21 поен, Карло Блажевски со 20 поени, Узуновски со 18, Шабани со 5 поени и Неделјковиќ со 4 поени. Уште еднаш КК Тетекс, КК Црн Дрим 73-68. Почитувани гледачи на КМ телевизија, благодарно што и овој пат бевте со нашата телевизија и го проследивте надпреварот помеѓу екипите на Тетекс и Црн Дрим. До следниот надпревар, спортски поздрав!